Добар ден на сите, ново издание на Каков муабет, втора епизода и денес има многу специјален гостин кој што моментално не можете да го видите затоа што уште не е седнат. Меѓутоа сакаме да направиме драматичен влез затоа што човеков јас толку не се занимавам со спорт и не гледам спорт, меѓутоа го зборат сите дека бил нешто аут, джагара багара, нешто освоил светско, не знам ти што, не е битно. Да го поздравиме сите Лионел Меси. Браво! Здраво! Барса адрес, абе ти не беше, са види, јас сум неук у спорт, ама не беше ти у ПСЖ или кај беше? Како ПСЖ? У Интер Мајами. Се вратив у Барса ја. И се вратив. Се вратив у Барса за 1 милион. Гледате ли дечки? За колку мал се пари, колку ја дечки? поштува Барселона и за колку мал така се ли? пари се вратив у Барса. Јас тука не се мешам. Ама чекај малце. Лионел Меси. Јас сум Лионел Меси. Да, јас сум Лионел Меси. Да се представам на публиката твоја. Представи се, ајде. Ама сите ама знаат чекај кој малце. си. Ама чекај малце. Дали ти имаше друг водител? Абе, остави го те другиот водител, сега ти си Па битен. кај? Моќ. Па моче отиде да се измоче. Ајде, кажи ти Па сега. дај, нели најголем фан ми бил? Ја тоа од кај да знам? Па така Ја, па викаат. слушам. Па така викаат. Кој вика така? Па не знам. А ти од кај знаеш дека ти е најголем фан? Кој ти кажал? Па гледам таму по Инстаграм сториња. Еј, по Инстаграм сториња го следиш? Па ме тагнува и ја гледам се. Слушај се, остави го се ти. Чекај, секунда. Да се представам на гледачите, тие што не ме знаат. Кој не те знае, бре? Кој не те знаете, бре? А не знам. А слушај, а ја кога те викав А на тој- фудбал, а на тој- на Sunday фудбал да играме заедно, А ти чекај малце. шо не дојде? Тој од Танзанија, може некој не ме знае. Ај, поздрав до Не знам, Танзанија. не знам Поздрав до Танзанија. видеово кој ти го гледа. Поздрав до како се викаше, до Каледонија, Нова Каледонија. Добро. Јас сакам да ти кажам тебе една ствар сега како твој гостин. Така. Приметуваш ли ти нешто чудно кај мене? Не, ништо чудно не приметам. Ти си Лионел Меси. Јас сум Лионел Меси, ама научив македонски за една недела. Па, значи Лионел Меси научи македонски за да дојде на овој подкаст, дали е така? Гледате? Че колку го поштувам овој подкаст. Што да кажеш ти на тоа што луѓето викаат дека си Лионел Песи? Пиперки. Бака да стане една незгодна ситуација. Лионел Песи. Може да зборат што сакаат луѓето искрено. Ги затна се, Искрено, Ги затна. искрено, види, да. Сум имал многу пенали во мојата кариера, ама каде се кога оној- сум ги решавал утакмиците во последна Оној минута? Пеналдо што се ферма, тој што Кој? се пре Пеналдо. Што го Пеналдо? викаат? Не знам ја таков лик. Не знаеш така. Не знам јас таков лик. Јас не сум тука века да Не. пишам сериозно. Дека да не се Не. зебава. Ние се поштуваме. Ау што ли? Чекај малце. Ај брат, кажи ми кога симнеш маската, ајде. Чекај малце. Лионел Песи и Кристијано Пеналдо, за тие двајца збориме. Тие две се збориме. Јас сум Песи, он е Пеналдо. Ама чекај малце. Јас со Кристијано се поштувам стварно. Што кажа? Добро, дај да престанеме со забрканци. Само што кажа кој е тој брат, не го знам. И вика, чекај, јас се извинувам. Не, ајде. Добре дојдовте во нова епизода, нов подкаст, Збори, ајде, јас да се но испишам вакво. ползу, чекај. Збори, ајде. Мала шала, да се нашалиме, нели? Нова епизода, добре дојдовте, втора, пета, осма, не знам која епизода. Денеска темата е спорт. Денеска и- темата е спорт, и тема која што религија. јас не би можел да ја зборам без климе, затоа што јас сум неук освен за НБА, ама да не се правдам, генерално јас Ќе сум збориме и за неук НБА, ако е дресот спортове. Барса, ќе збориме и за Евролига ако треба. Си гледа колку ме насмеа, требаше да извадам ваква. Евролига. Евролига. Да, и за Евролига ќе збориме, види Барса Беч игра Барселона во добро, Евролига. ќе збориме, ама јас не знам ништо за тоа, така да ќе Не знаеш за Евролига? Па добро, се Ти знам што- дека што Евролига фан си на Дончич, кошарка? Евролига Дончич играше, па Дончич. добро, јас на НБА сум, не сум на само на општо на кошарка целата. Пази, Зборам за НБА. Пази го овој муавет. Фан на Барселона, најувам за Далас, го сакам Дончич, а Дончич во Реал Мадрид почна. Малце експозај да Гледаш? видиме што ќе кажеш ти за тоа. Како ќе се Што, оправдаш почнуваме за кошарка сега.
За кошарка? Да, може за кошарка да почнеме, па ќе кажеме за секој спорт. Тргнав да се шалам со тебе, демек и ти си за Барселона фудбал, а за Дончич си што играл за Реал Мадрид. Добро, еве ќе почнеме за сакаш ти кошарка. да Не, ќе почнеме. Добро, окей. Поиши си ти за човекот колку за човек. за Не, човекот, за за Дончич. Дончич. Бидејќи почнав со Заради Дирк Дончич. Новицки. Не, јас почнав со Дирк Новицки. Точно тоа го заборив, тој факт. Јас се Дирк извинувам, Новицки тој е почнав факт. јас да најувам. После дојде нели Дончич, заедно играат двајцата и јас сум за Далас. Така. Еве ги сега во Conference Finals. Така, јас сум за Лейкърс. 1-0 со Тимболволс. Уште Кој да би се рекол? кажа, значи тоа е некој би рекол, се очекуваше тоа. Не, Тимболволс страшна А, екипа. сакаш да кажеш за не те разбрав за Далас кој би очекувал. Не, Далас добро. се знаеше дека ќе продолжат во Па Conference не би Finals. не би рекол ни со Оклахома дека ќе победеа. Бидејќи Оклахома и Минесота беа двете најводечки екипи во исток. Не, грешка. Така, не, во запад, извини, во запад. Не, тоа си во право. Во запад беа првите две водечки екипи. Да, меѓутоа во Finals да дојдат први кои попрво би дошла Далас отколку Оклахома, затоа што Оклахома јесте имаат одличен тим, меѓутоа немаат плейоф искуство. Да, Немаат плейоф искуство Одам. генерално. одам. Тие играчи конкретни што се Со- Чет Холмгрен, да. Руки. Сакам да кажам со Расел Весбрук, нели, и со Кевин на Дурант. времето са тоа више било поминало. Зборам за Тоа е конкретниот веќе тим, у за оваа година. 98 што би рекол еден другар. За оваа година збораме конкретно. Добро. Оклахома може би имаше некои шанси, ама ако ги пропушта евен Далас, ако Далас испадна први. Ама не испадна, дојдоа до Conference Finals и се знаеше дека Далас ќе помине. Збори ти за НБА слободно да се ставам за пиење заборив. Сакам да кажам тоа, дека Толку не е спремна епизода нова што не се ставивме ни за пиење. Спремна е. Спремна е за муавет, за вода не е. Добро, сакам да кажам, ете ти си за Далас, јас сум за Лейкърс. Лейкърс оваа сезона и предходната е катастрофа, значи многу лоши резултати и се очекуваше тоа да е така, со оглед на тоа што ете. Дали отворено да кажам, дали не. Ќе си кажам отворено, јас мислам дека многу лошата одлука да се донесе Расел Весбрук во тимот, како и други мали еден од промени. најсебичните играчи у историјата. Еден од најлошите Ај тренери не у во историјата на во Лейкърс. оваа генерација најсебичен Тоа, играч. кој го порачал, дали го порачал Леброн, дали го порачал тамо, не знам, Роб Пелинка, дали го порачал. Значи, многу ужасен трейд и јас уште од тогаш знаев дека многу лоши резултати ќе Го порачале како на Корпа? Да. Да, Отвориле Кукуци, Корпа, да, korpa.com. пишеле Че да видиме колку е Леброн. Е милиарди евра. Колку е Расел Весбрук? По едно стотче тамо. Поевтино нешто демек Да. на попуст. Не, Расел Весбрук имаше шална страна $40 милиони контракт за 2 години. И Некој ми звони. јас мислам дека тоа беше најужасниот трейд затоа што многу пикови дадовме, многу важни играчи дадовме, role players. Да видиме, може па ќе си отиде Леброн, па ќе си отиде и Антони Дејвис, па може ќе има ребилд. Јас се надам дека тоа е најправилниот чекар во оваа ситуација, затоа што нема што ранит бек да направат. Пошто се гледа дека со Денвер секад ќе чокнуваме дека нема ништо да направиме. Секој пат кога ќе се сретнуваме во плейофсот. Меѓутоа, ево ставаме да видиме во иднина, Брони, синот на Леброн, уште не е драфтнат, да видиме тој каде ќе оди. Се шпекулира дека ќе оди во Далас, се шпекулира дека ќе оди во Спурс, се шпекулира дека ќе оди во Њујорк Никс, во Пистонс, ваму Кој таму. Спурс во Тотенхем? Фудбал хил? Не, Спурс Сан Антонио Спурс. Сан Антонио Спурс. Кажи ни сега ти за Далас. Далас, што за Далас освоја една титула. Како си навивал ти? 2011-та. Како успеа? Како Види, ти се одлучи да навиваш за Далас? Јас, моите другари и роднини, сите што ме знаат, не се навикнати да менјам тимови, бидејќи знаеш дека следам многу спортови, тенис. Луѓето ќе кажат бидејќи на Балканот сите се за Новак Џоковиќ. Ти не си за Новак Џоковиќ. Јас не сум за Новак Џоковиќ, јас сум за Рафаел Надал. Има неколку луѓе што знам исто што навиваат за Рафаел Надал, бидејќи за тенис јас сум за Надал. Од секогаш сум бил за Надал, од кога почнав да гледам тенис сум за Надал, се уште сум за Надал, ево го се мачи со повреди, уште сум за Надал. Сега ќе видиме кој ќе се пензионира,
што како за кого ќе навивам. Да. Можеби нема да навивам за никого, туку само така ќе гледам тенис како релаксација. Да не должам за тенис. За Далас. После ќе збориме може и за тенис, ама да не должам, сакам да кажам дека не сум менјал многу екипи, еве за фудбал конкретно исто за Барселона сум бил од секогаш, не сум сменил. Има луѓе што менјаат, еднаш му се свиѓа таа екипа, еднаш друга, еднаш навива една година за Ливерпул, друга година за Юнайтед, трета година за Добро сега, тоа спортски за тимови Арсенал. секој има право да остане на Да. еден тим да се смени. Но јас сете од кога сум почнал да гледам фудбал од 5-6 години сум за Барселона, уште сум за Барселона, ја моментално не би рекол дека сме у најлошите години, ама еве пред 2-3 години од кога си отиде, нели, Меси што дојде на почеток, од кога си отиде он, Јас мислам дека уште со нас Меси тука, дека мала буме криза. климе. Тука е негде, ама отиде пауза да направи Пауза да се измочи. да. Пуш пауза. Нема врска. Сакам да кажам дека тенис не сум менјал, фудбал не сум менјал, ракомет исто сум за Барселона и таму, исто и за Вардар нормално. Вардар Добро, како да. успех што направи. Вардар Сакам- ракометот или Вардар Вардар ракометот, Да. фудбалот. Фудбалот. Не, Барселона сум Последни. поишел фудбалот. Да. Ќе зборим и за тоа, сакам да поентата ми беше во другите спортови за кои што сум почнал да навивам, за тој сум останал цел живот да навивам. Не си ги сменил. Не сум сменил ништо, а за баскет имаме друга ситуација, бидејќи сум навивал на почеток, јас кога почнав да гледам кошарка, можда бев еден период за Лейкерс, Коби и Моби и она. После сум се сменил, Леброн отишол во Мајами, ајде за Мајами. Се зафракавам. За Мајами Никогаш сум не бил- сум бил за Мајами. За Мајами сум бил во тие години, можеби кога освојуваа 2 титули, нели освоја у 4-5 години. Да, кога беше и тоа. Далас ги зезна, требаше трета да земат, ама ништо не направија. Да, Далас ги се знае во финалето. Да. Ке има они три иначе да не беа. После тоа еден период, нели, сега ќе ме хейтаат можеби некои луѓе, за Golden State најав. Баш тие периоди кога беа најдобри, Добро. нели, како беше во 5 години 4 титули. Ама добро, ти генерално за Далас си. Не си у регуларната сезона. Сега, од кога почнам од 2018 јас почнувам да навивам за Далас. Претходно премногу го сакав Дирк Новицки, како играч, како личност, како се. И баш ради тоа причина, ајде Дирк Новицки, знаеш, цел живот во Далас, јас почнувам за Далас да навивам. Дојде Лука Дончич 2000, мислам дека исто 2018 кога почнав да навивам. Така. Или нека ме поправат, мислам 2018 беше кога дојде Дончич, кога го драфтна. Доаѓа Дончич, јас почнувам да Далас да навивам, еве веќе 6-та година навивам за Далас и мислам дека не би сменил како веќе како повозрастен и како ги разбирам работите дека зашто да менјаш, нема поента. Ќе си навивам за Далас, еве ги во Conference Finals, дај Боже да освојат, искрено многу ќе ми биде мерак и мило, бидејќи ги гледам у овие 5-6 години само 2 пати, мислам 3 пати во плейофс. 2-3 пати така. Да. 3 пати не успеа, 3 пати успеа. Сега имаат реална шанса. Сега имаат реална шанса, ќе видиме со Минесота мене вода. ми е сеедно дали ќе освојат Далас, дали ќе освојат Минесота или Пейсърс, дај Боже да ги Само да не извадат. освојат Бостон. Само да не освојат Бостон, затоа што да не кажам, ајде, да не За Лейкерс си што? Па добро, види. Тоа е ривалството тоа е исто како ривалството. да кажам ја за Реал Меѓутоа Мадрид. Бостон ми се онака пластична екипа, да го се изразам, затоа што у покушај се последниве години нешто пробуваат да прават, уствари ништо не постигнуваат. Добро за Лейкерс. Со чесни исклучоци играчи како Джейсон Тейтъм, значи Тейтъм тие играчи што онака колку и да сум против Тој се, Бостон. кажи за MVP-то. Што за Кој MVP? требаше да освои MVP година? Добро, само да довршам мислата, ќе го кажам. За Тейтъм дека играчиште и дека јас се надам дека улекна дека ќе дојдам и дека ќе дојда во правиот тим и дека конечно ќе освои својата прва титула таму. Прво, За MVP Никола Јокич освои, така? да. Ја и втор беше Гилджис беше втор или Дончич беше втор? Дончич беше втор. Дончич беше втор, а Гилджис беше. Ама види Гилгис беше втор. Гилгис. Александар ќе се го викам, пошто не знам. Александар Македонски. Александар Македонски, тој е наш играч. Гледај, MVP мене искрено не ми е толку битно кој ќе освои MVP, затоа што на крај еве испаднаа Нагетс и
што кога освои Јокич, мислам добро да, честитки и све тоа. Ама ако пошто не успеа да го MVP допринесе е тимот. реално кој е најдобар играч во регулар сезон. Добро, да, тоа е точно, меѓутоа и јас Што лично ако освоиш прво место или второ и место? да освоиш Кога ти можеби MVP, кога можеби шестиот и тие што се во плей-ин може го ќе победат. освојат после ќе те во победат. плей-ин. Не мора да освојат, ќе те победат. Еве, Да. Нагетс ги овие Минесота ги тепа, така, со Минесота играа. Да, еве Индиана шести се Conference Finals. Не, Далас не, беа Не. Индиана. Индиана. Со кој играат Нагетс? Со Индиана. А не, играат Нагетс игра Па, со тоа ти зборам со Минесота. Минесота. Ама Тоа не Минесота збуни беа, сега. ама Минесота завршија први. И Нема врска, ама Минесота до пред нека година не беа толку добри. Добро. Сакам да ти кажам. Ентони Едвардс. И нели сака го defending champions би требало Нагетс да освои, ама ета не успеа. Не, нема врска. Значи, Champions. Има Јас многу мислам дека overrated. многу ретко се случува defending champions да се деси. Да, меѓутоа наративот е тој дека тој е подобриот тим и дека би требало тој да продолжи понатаму. Меѓутоа сега Ако не се му е смени дадоа ништо наградата за Ама MVP. зборуваш ако не се смени Извини, ништо во само се ти екипата. искажам. Наградата за MVP да му ја дадат на Јокич, а да испадне Нагетс, ми нема мене поента. А замисли сега MVP да беше Дончич и да освои плюс И плейоф, да Finals освои MVP. Champions. И да, и Finals. Значи тоа ќе биде Тоа Finals MVP е сосема друга работа. Па добро, окей. Значи тоа Finals мене ми дава MVP, порака. Finals MVP се уствари два тројца у конкуренција. Тоа ми дава мене главните порака играчи. дека Јокич е подобриот играч, меѓутоа подобриот тим е Далас. Да. Јокич Така е и е. единствениот кој што Да кажам за Се- Далас, почнав да добро кажам. се има добри играчи таму во Нагетс и overrated играч, мора и за мене е многу overrated играч и дека на моменти се пали и тој човек е Ќе таму има хейт коментар. само за да нека има слободно, ќе ги дебатирам сите до еден. Муре е таму постои за Лейкерс само да ги победи, зашто само со Лейкерс може да има такви добри моменти. Со било кој друг тим чоука. Тоа е факт. И не може никој тоа да ми го минатата година добра ајде е тен му се посреќи, пошто освоја нели со Јокич. Меѓутоа годинава Не знам дали му се посреќа. јас мислам дека му се посреќи. Меѓутоа годинава беше тоа што е катастрофа, да, и затоа изгубија Нагетс, затоа изгубија против Немаше, Минесота. можеби немаше Јокич не можеше никогаш сам. Тоа сакам да кажам, Кошарката немаше не можеш ти да поддршка. бидеш. Не можеш ти сакаш биди 5 пати Нема- подобар не, од Мајкл не. Џордан. Не може во никој спорт сам освен во индивидуални спортови еве како тенис. Сакаш биди 5 пати Мајкл, добро сега. Значи Тоа кошарка се е тимска игра, тимска 5 игра, души. Не затоа 5 викам. души, извини, 10 души. 10, 12, повеќе. 12 максимум. А затоа ти зборам. Сакаш биди ти 5 пати подобар од Мајкл Џордан, сам не можеш. Брат, пример више кога кажуваш за Џордан како не може сам, нели му требаат играчи ко Скоти Пипен, Денис Родман, тие Така. што ги имаше кажано, не знам дали ги спомна. Еве брат Боме Келеп, репрезентацијата да. каква брат? Апсолутно. Боме Келеп не можеше сам. Мислам дека тоа беше Е. еве кога преминуваме на кај репрезентацијата кошаркарска, мислам дека тоа беше еден историски подвиг кој што веќе нема никогаш да се повтори. Нема шанса брат. Нема никогаш да се Четврто повтори. место на европско. Значи тоа не знам. Не знам, тоа на Нема. мисла не знам. И Ама ми е многу, види- тоа го кажам, не го кажам со его, го кажам со тешко срце. Боме Келеп, да, беше можда најдобар од тие сите, ама му требаше Перо Антич, Владо Илиевски, Ојдан. Потоа Стојановски. не на он нас не требаше, обратно. Па да, Пошто ама од репрезентација. требаше некој, да, точно, требаше плеймейкер. Плеймейкер мораше да Плеймейкер има. ни требаше, да. И не можеш он сам, да. Те свеќам тоа сакаш да кажеш. Меѓутоа еве кога веќе спомнавме за репрезентацијата, са како ти кажи ми периодот како го доживуваше. Затоа што почнавме ние да гледаме, бевме ако упомисла, знаеш она македонска на ментална изрека која до кај ќе стигнат до таму, не е важно. Да. И никој не очекуваше да стигнат до толку далеку. Да медал искрено јас ќе бев среќен како и да е. Ќе беше супер ако земеше. брат, трето да земеам бронза. ќе Требаше, беше да, одлично, меѓутоа и тоа е тоа. ете Господ така рекол. Нели кој беше се Илиевски? Не, Војдан, извини, Војдан Стојановски ја му се слизна топката на последниот вако, на Да, последниот да, обид да, за да. коши. И па Тука сега, заврши приказната, меѓутоа масовен успех. и четврто и пето да земе и шесто ќе беше. Не, јас успех, не ама очекував ништо четврто. со Литванци. Иако гледав, уживо гледав што се случуваше Да. се. Па добро сега, види, медалот фалеше медалот реално. Како рекол они,
нам не ни треба медал, вие сте нашиот медал. Да. Тоа така, кој му текнало на тоа? Мислам Алал Владо да му е. Илиевски или не знам, стварно не знам, ама мислам. Дур сме веќе кај репрезентацијата, баш вчера му носев, ти кажав, му носев на Перо Антич. Ама чекај малце, извини. Како доевме пак тука? Еј, Нешто тука магија некој има. телепортација. Подкастерска магија. Подкаст телепортација. Нешто одеднаш као. Не знам, некој не Абе брат, го заборев поначот дома, дај да се телепортираме насад некако. Шо поначот? Ми треба поначот брат за телефонот брат. Пиперки. Добро. Ништа, ајде. Кажуваше ти за Перо викам, Антич да, дека си вчера- доставил тоа, ти вчера вчера му- ми го кажа. Вчера му Не доставам дека на Перо овој Антич. делот подкаст тоа се снима 5 дена подоцна, мај нема врска. Не. Не, никако. уште ден е, да, уште Никако ден. исти ден е. Значи се уште ми е роден ден. Се уште ти е роден. Да. Среќен роден ден брат, среќен роден ден. У исти ден се снима. Ќе кажеме слободно у исти ден дека се снима 2 епизоди, не е тоа никаков проблем. Многу сме вредни. Така. Дај си рука. Ме зајава. Ај, шегобиец. Не, шегобиец. да продолжиме на Ја темата. пијам шегата, ја бавам. Не, дај да продолжиме Ајде, на темата. за Перо Антич ти ми кажа вчера и јас бев као Не, па види, еден другар ми имаше кажувано му носел. извини, ќе ми кажеш од кога ќе заврши подкастот каде живеам, многу ме интересира. Се. Сега да не го докснеме, да не Да, кажеме да, да се да. соберат вака сите. Да. Види, другар ми има кажувано дека му носел неколку пати, еве сега и јас ми се случи. Значи, Корпа порачува. Корпако порачува Интересно. цело време. Излезе човекот, пишуваше доле нели во коментари, знаеш и ти дали Добра, работеше. да. Пишуваше доле во коментари Перо Антич легенда и си викам, шо? И викам, вајла не, Вајда не. вајла нека зајбанција. Ама чекај, тоа коментарот возачите од Па не знам од кого е, од кој ги остава тие Ја коментари. мислам дека возачот е. Возачот сум ја. Па да, ама другите возачи што носеле пред него. Можно е, да, не знам. Ја мислам, ја така си ја сватив. Сега да не забегаме. Да, може, да, не бегаме од Затоа што темата. имам видено на пример сега за одреден овакво корисник пишува легенда, дал толку, дал многу, нешто за типс. Дава бакшиш, дава. Или не е добар, пазете се, нешто така у тој стил. Да, добро, не е битно тоа. Да. Битно ти викам, Перо вчера му Антич. носам на Перо Антич, искача брат од таванот вака главата немаше едва ја протнува. Тако Добро, климе. Добро. голем човек. Го, че, Ама знаеш што, надворот форма е. Надворот Па форма. сега ти што сакаш човекот, остави го човекот у пензија. У пензија У како? Не игра више, Добро, не не е игра, активен ама- играч. Ама треба ли пример да биде за другите? Па добро сега, Што е не играчко председател више. на КФМ. На Кошаркарска федерација. Да. Добро, не е И битно. го гледаш. Го гледам висок и интересно ми падна и Перо Антич, знаеш. Добро, и ти што му кажа? Ништо, повели, знаеш како секогаш. Не му кажа нешто, Не, сега, што ќе му кажам. као фала ви, знаеш. Си гледаше не братот пишеш у така. такмица, не знам што гледаше, финале изгледа игра ова Евролига што е. Реал Евролига, и да, кој да. игра? И Фенербахче, мислам. Да. И така. Супер. Тоа што е било. Да, веќе јас кога сум- збориме за репрезентацијата, брат, Јас, извини, само да кажам, јас да бев, ќе му речев кога само да ви пружам рака, фала ви многу за се, фала ви за мемориите. Тоа, јас се видов еднаш кај малце кај скршнала темата, се видов со Борко Ристовски. добро не е скршнување на темата. Не, сакам да кажам Темата со спорт. кога веќе кажа за Перо, јас се видов еднаш исто со Борко, така рандом, го видов човекот седеше на сега да не кажам каде ајде, на Макафе беше. И му кажав ко само да ве поздравам, ви благодарам за мемориите, благодарам се што направивте и човекот ко фала и толку. Не, нити го замарав за сликање, нити ништо, затоа што знам како е да го замараш човек. Одеднаш си седеш на кафе само кој, може ли слика, брат, може ли слика? Да. Не пробувам да не ги замарам едноставно, еве, го видов Борко, друг не ми текна, друг не сум видел, ама да би го видел Перо само фала ви за се и би се продолжил со денот понатаму. Кирил Лазаров. Кирил Лазаров што? Кирил Лазаров да го видиш. Јас многу често имаш видено? почнав да го гледам, да. Да? Цело време. Мислам го имаш поздравено или? Не,
Не? Па си имам сликано тогаш еднаш после уtakmica. Аха, така. И Ама добро питам си што зборел се- со него, Да, така. сум зборел. Да. Ништо за кошаркарска За кошаркарска репрезентација репрезентација. почнавме да Што збориме, имаш да. вака да додадеш? Пошто Па, ја и искрено јас- немам нешто што многу да кажам историски И јас успех, како почнав- историски успех и после тоа вака иде репрезентација. Па добро, сега ете, тоа е суровата реалност. Еден успех Репрезентацијата само во ракомет ќе си се држиме, нели, ќе збориме и за Да, и за тоа, ама за кошаркарската репрезентација сега да кажам дека за мене тоа беше, мислам за сите, не само За за мене, сите, да. историска победа. Победа која што нема да се повтори, мислам дека никогаш у наредните 10-20 години сигурно. И многу ми е драго што стигнавме до каде што стигнавме. Јас уште од почеток ги гледав, уште од квалификација кога почна да играат дома пред телевизорот. па сите гледа. И Јас и ден денес Меѓутоа, гледам квалификација, тоа ми ама било- не е тоа. сакам да кажам првенство кај што сум го гледал од почеток до крај. Добро. Да. Океј. И навистина немам зборови едноставно тоа што сум го чувствувал за таа Види, јас и репрезентација во сега тој момент. гледам, ама нема што да гледаш сега, некако. Тоа е таа Па, реалност што само е Види, моментално е само тоа еден ми е играч. дел од детството и само мислам дека да се навраќам назад во мислите, само тогаш ги се го Добро, почувствувам, затоа што сега добро во ред ги бодриме, нели, ама Ама нема не е тоа. За збориме за кошарката, збориме Тоа сега. ти е исто како во фудбалот, веќе сега кога идеме од репрезентација на репрезентација, Да, може да продолжиме така. така. Фудбалов еве. Знаеш 2020 кога влеговме на европско. Да. Ете, еднаш после толку години. Да, дори тоа е успех, да не И се тоа е успех. да не ги ставаме на вага. Тоа е огромен успех. Да. Влеговме на европско после толку години. Италија ја ама- избацивме. Добро, тоа беше веќе подоцна. Подоцна, Сам да да. ти кажам, влеговме на европско, Успех е и го искусивме тој момент. Европско првенство ја гледавме Македонија, не е како претходните европски, пример во 2016, во 2012, кога сме гледале, знаеш, бодриш одредена репрезентација, пример Србија, Хрватска, некој се еве пример Соседите, кој тие што за се Англија чувствуваш што поблизу. најуваш. Да. Еве јас за Хрватска За конкретно Англија. и за Навивам за Англија, ама гледам дека како знаеш каква се Англија? Како Бостон. Значи секоја година склопуваат екипици и никако на крај да освојат. епа сега И се таква им е среќата. таква им е среќата, веројатно. Стигна до и- финале на тоа европско баш кај што влеговме. Да, навивам за Англија затоа што така ми дошло. Сакам да ти кажам, најблиску се сеќам тоа за- европско беше сосема друго бидејќи ја гледаш Македонија. За Македонија збориме, така? Да, за Македонија. Ја гледаш Македонија прв пат на европско, најуваш, Многу сега нормално, да. не направивме некој кој знае каков успех, ама мислам дека доволно добро ја представивме Дефинитивно. државата. Бидејќи како беше таму со резултатите, сега не ги памтам 2-0 со Украина изгубивме. Да. Како беше 3-1 со Австрија, со тој голот за 1-1 сите еуфорично. Да. После со Холандија требаше 2 или 3 гола ни беа поништени офсайд, нешто рака, ова, она. Тоа е добро се. Ама тоа. битно сепак и на Холандија сме им дале гол. Дали бил поништен или не поништен, тоа исто Беа- така се беа важи како се добар. гледаше дека беа спремни, меѓутоа ете, Тоа е тоа тоа. е спортот, Тоа е едноставно тоа. другиот им бил подобар, им се посреќило. Ама и- сепак Холандија е една од Е, не фаворитите, ама една од Добре, подобрите јас Холандија, држави. последниот пат кога сум ја гледал Холандија беше кога Робен играше, така да А не многу го гледаше ти тоа европско фудбал? Па не го гледав многу тоа европско. Само знам дека се квалифицира и го гледав тоа со Италија. Ама тоа одамна, мислам не одамна, Тоа беше веќе подоцна за светското За светското, квалификација. да. Кога ги избацивме ги изфрливме во 91 така Да, тоа беше со голот стварно. на Трајковски. Тој го гледав, таа. Не, После фудбал сум- исто така, мислам дека после тоа се крена очекувањата за репрезентацијата за фудбалска конкретно. И ете сега да не плукаме тој е крив, оној е крив, Не. бидејќи нели се збори Благоја Милевски, бла бла бла. Да. Мислам 90% од луѓето го делат истото мислење дека он е крив за играта, за резултатите, за придонес, за се тоа. Тоа што излегле конкретни играчи што играле претходно и што играле додека бил Благоја Милевски селектор, пример Бобан Николов еве сега нели излезе
јавно кажуваше. Стефан Ристовски има кажувано, кој друг таму? Не знам кој има друг излезано, Адем има интервју дадено, зошто не играат сите тие играчи сега зошто не играат? Истиот проблем го зборевме во минатата епизода, во прекминатата епизода, грешка, за короната, кога ти короната? кажав дека го индивидуализираат проблемот. Да. Истото ти е и ова. Значи, Да, не може истото е, не може да кажеш ти тој дека бидејќи не знам многу за фудбал, не сум прател, ќе кажам за кошарката, за четврто место, кога требаше да освоиме трето, бевме спремни и го имавме тој капацитет. Војдан Стојановски му се слизна топката и сега да кажеме сите Војдан, ваков, таков, знаеш, да го почнеме да... Значи, не е тоа во ред, затоа што некој го избрал тој човек, прво. Второ, некој му е подал топката на него во тој момент, значи не може само Војдан да го кривиш. Да, на Војдан му се слизнала, меѓутоа има повеќе фактори тука улога. Исто така и за фудбалот. Кој рече дека извини, не ги знам јас многу. Благо Милевски. Благо Милевски, некој го ставил од горе, го ставил од кој прави селекција на репрезентацијата. Вајда тренерот прави селекција. Тренерот ја прави, а не тренерот го бира ФФМ. Тренерот го бира делегација. Значи иде хиерархиски проблемот. Значи поради тоа што ФФМ го селектирал, нели, тој селектор, Благо, после тоа тренерот го селектирал тој играч. Да. Значи тука проблемот не може да кажеш он како истото. А во тие моменти кој му подавал на него? Ќе збориме за ракометот. Сакам да кажам кој му подал на него, стратегијата каква била во тој момент во тие игри. Да, сакам да ти кажам, фудбалот после Италија, после таа победа се крена очекувањата и еве сега што се случува. Да. Сега од тие големи очекувања да кажеме дека се лоши резултатите. А резултатите се истите како таму негде 2015-16 кога не можевме да мрднеме, кога бевме последни, предпоследни во квалификации. Така. Тогаш какви ни биле очекувањата? Јас например ништо не сме очекувале тогаш. Не сум очекувал ни јас. Па ете дошол одреден човек, тоест Мрме. Да. Ја ги се крена очекувањата. Едноставно сега моментално сега еве ќе видиме следни квалификации се за светско. Ќе видиме таму и исто така Лига на нации, нели ова ново надпреварување ше. Ќе видиме како ќе биде така таму. Договоров не знам на Благо Милевски до кога му е, ама целата јавност како оставка, дај си отказ, ова, она. Да. Сега ќе видиме како ќе се покаже на квалификациите за светско, ама тоа е тоа. Сакав мала анекдота, ќе продолжиме со муабетот. Тоа е тоа за фудбал. За фудбалот, за мала анекдота. Зошто всушност го имаме ние тој резултат? Моје мислење, можеби сум грешка тука, можеби се ќе испаднам паметен, меѓутоа моје мислење е дека без разлика за кој спорт, тенис, фудбал, кошарка, пинг-понг, одбојка, еве одбојка сме добри, тоа исто така сакам да спомнам. Меѓутоа за било кој спорт, еве и за било каква вештина и општо за работа во секојдневниот живот, па дури возење точак, скейтборд, мора ти да вежбаш, мора тоа е точно, да. Конкретно за кошарка, затоа што само така знам да се изразувам во спортски термини, за кошарка шутот мора ти да го вежбаш по 1000 пати на ден. Да, како? Тоа го има кажано Џордан. Значи ако не си поминал, ако не си поминал ти сега не сак ти како кој некој право гледаш и јаде 8 сати, 9 сати на терен. Значи сака да кажат, поентата е дека ти треба да вежбаш. И јас мислам дека, моје мислење е дека кога губиме, ние всушност не сме вежбале доволно. Да. Сме поминале 2-3 сати на теренот, ќе пошутнеме топката, сега не ги омаловажувам, баш напротив. Мислам дека они за да стигнат до таму не е дека така. Значи ти кога се соочуваш, еве бокс, исто така ќе земам за пример. Противникот ако направи 30 склека денеска, пример, а ти си направил 29, кој има повеќе шанси да победи? Добро, сега. Тој што има 30. Да. Така? Сега многу просто го кажав ова, меѓутоа поентата е затоа ме збуни. Кој помалце тренира од противникот, повеќе шанси има да изгуби. Нормално. И сега можеби на среќа ете како на кошарката што ни се позлати, ги победевме литванците. Литванците се нација со кошар со
кошаркарска историја со многу пари во нели буџетски Така. повеќе вложуваат од нас, меѓутоа нас не се посреќи затоа што повеќе сме вежбале, повеќе сме тренирале и едноставно сме имале подобра хемија на теренот. Да, па таа репрезентација мислам беше градена од поише години. Да. Значи Да, не да. беше од денес за утре како нели од 2016 натака што ја направија. Да. Тоа е за фудбалот. Едноставно Така. можеме ако сакаш да чепнеме нешто ракомет. Може. Знам сега. Спомнав и одбојка нели, како сакаш. Нели гледавме заедно сега одбојка, да, нели гледавме заедно тогаш. 8 Ракомет. разлика која Да, победивме. тоа беше навистина клач. Никој не очекуваше. Барем ја не очекував, сега не знам за другите, ама мислам дека повеќето не очекуваа. Ни јас исто така, искрено. 8 разлика, сепак, добро, Фарски острови не е некоја репрезентација што имала некакви успеси во ракомет, сега само последно во светско што направија, не, европско што беше, не знам. Сега, во Германија, европско беше, да. Европско. За фарски ми збориш? Да, Не знам. Сега се квалификувавме за светско, да, европско што направија они. Беше добар успех, ги изненадија сите очекувања, буквално надмина. сите аналитичари, нели, анализи што прават. Па општо И на тоа човекот се што општо помислил, све, така да Фарски острови 7 разлика која не победува, никој не очекуваше ние дома да ги победиме 8. се спасија. Ама да, некако дали ги нашле грешките што ги правеле минатиот надпревар па се подобриле ептен, многу голема, Свака им чест. Тоа е за пофалба. али тоа е тоа. Еве конкретно веќе кога збориме за тренер, еве Кирил Лазаров, така. Тренер е на Тој човек мислам дека гласните жици дека ги изгуби откако да. стана тренер. Он беше поише исплатен од играчите, баш Буквално, тоа како зборевме. он да нели? играл, како он да Да. ја спасел, Баш он да ги дал тоа, сите голови. Баш тоа зборевме, нели? Али Со кого зборевме, со мене или со да Лазаров? бе, не заедно. Да разбрав дека не, со не, него не, се не, не, баш Кога? не, со тебе нели зборевме Да, дека да. се исплати поише од играчите. Да, тоа е Сакам да ти кажам, еве, Свака му конкретно Кире е, не знам дали знаеш, у исто време е тренер на РК Алкалуит. тоа го знам. Он како дали највише ги познава тие играчи, али од еве не знам колку е, од 25 играчи во репрезентацијата, 10 се од тој тим, Од Аколит. од Алкалуит. Добро, И- сега ми кажа дека тоа не сум го знал, селекторот дека ги селектира играчите кои да играат во репрезентација. селекторот Тоа не ги сум бира знал, играчите, иначе зашо е Да. селектор? Па добро, не, во ред, да, меѓутоа дали треба да има некој одобрување од тој што е не, над него? ама самиот збор ти кажува селектор. Он Да, ама селектира. дали на пример сега еве ќе собереш екипа и тој што е Не, на- тој нема врска. нема тој, врска. Тој те бира тебе И и ти ти вика, дава прави што ќе доверба. правиш. Ти дава доверба. Прави што ќе правиш. И ти да, викаш да. што сакаш прави, Так. битно да има успеси некакви. Так. И сега ако нема успеси, нели, Нормално ќе го смена, Чао. добро, тоа окей, да. како што беше. Но него дали имал, добро, сега сватив дека има, нели, хиерархија и дека му остава едноставно Да, на ама селекторот мислам да... дека на Кирер највише ќе му дадат доверба и највеќе време за Апсолутно, за да за покаже ракомет. што како. Апсолутно, да. Да, поради нели неговото искуство и играч кој сега како тренер колку е? Допрва Трета- ќе видиме како тренер. Втора, ама- трета година е тренер. Да. Првото светско и сега ова европско баш и не покажаа некакви резултати. Мислам дека треба да му се даде шанса и повеќе време Ама еве да... со ова што го направија од Со 7 Фарски, разлика, да. 8 што победија, мислам дека ќе му дадат дополнително време. Се Така. зборуваше нешто, оставка, отказ, ова, она. Да? Да, се збореа некои такви работи. Па не Искрено знам, не би рекол дека ќе му дадат последниве барем 2 години оставка. Моje мислење е дека треба да му се даде шанса. Ќе му се даде, ама сега Меѓутоа може да сум грешка. Ја не знам. мислам дека клучно ќе биде сега светско што ќе А направи. кој би ставил наместо него е? Добро, Кој би ставил? наместо него. Кој друг? Јас не знам друг селектор Па кој сега- што Таму кој е, не знам, председател, нешто, Наумче Мојсовски е у... Мосовски да биде тренер, да. Не Мојсовски. Мислам Мукаетов дека е уште председател. Не знам, сега ти не пратиш Не тоа ги многу. пратам искрено, да, затоа. Еве, они ако ме попрат, ќе ме попрат, ако не ме попрат, сме утнали, или можда не сме утнали. Мислам дека председател е уште Мукаетов. Така. Не знам која улога ја имаше Наумче Мојсовски. Не знам сега да не Добро, навлagаме на тие а, теми.
Битно, сам да ти кажам, Дека ќе има видиме, успех. ќе видиме на светско што како ќе се Дај одвиваат Боже. работиве, ама Да може да се повтори да се подобриме од петто место. види најголем на- резултат петто место европско, девето место светско. Да. Ако се подобри од девето место светско, значи Добро е. Кире знае што прави. Апсолутно да, ќе видиме добро. А за одбојка веќе кога кажа Да. Јас одбојка у живот не сум видел. Уште не сум изгледал утакмица. И па еве А, сега гледам дека има успеси, прв да. историски успех беше сега. Дали сме Која- имале претходна одбојка или сега почнавме да Сме се квалификувале, мислам дека мислам сега да не лупам бројки. Неколку пати си имаме квалификувано на европско, за светско не знам, ама на европско си имаме неколку пати квалификувано и не сме искочиле од група, мислам. Да? Сега ова кај што бевме Значи, домакини, нешто како фудбалот слично. да, ама неколку пати. Ова фудбалот беше еднаш. Еднаш, толку. да и то. Мислам, толку. Сега Збориме за пред 3 европско години се беше. квалификува, Да, така? Аха. Европско. Европско неколку пати си имаат квалификувано, сега кога бевме домакини дали публиката имаше улога бидејќи нели во Македонија, дали не знам. Битно отидовме следна фаза Така. во осмина финале. Сега испаднавме од Италија, ама Италија е топ 3 репрезентација во одбојка. Не Италија- очекувам јас Италија да ги победи. Италија, Полска и Русија се топ 3 репрезентации во одбојка, во Европа зборим. Така. Така да ти да испаднеш од Италија и не е некоја срамота. Не, апсолутно не. Меѓутоа, сепак Се има бореа, успех. стигнаа до осмина финале, тоа е пак некој напредок, Да. чекор напред е сега следно европско што како ќе видиме. Да, се надевам дека и тоа ќе биде има успех. Не знам кога е следното европско, како беше сега 2022 ли беше европското? Не, лани беше, мислам. Лани збореа за тие успеси дека Лани сме поминали, 2023 беше, значи следно европско, не знам, 25-та. Не знам како е сега за одбојка, не пратам толку одбојка. Да. Знам да ти кажам за ракомет дека е на 2 години европско, за фудбал знам 4 години, за кошарка како беше 2, 3, 4 сега го Да. сменија, го менјаа неколку пати. Еднаш беше Па на 3, мислам дека еднаш тоа беше ради на короната 2. нели нешто се поместија. Да, сега мислам дека е на 4. И многу чудно светското кога се играше, пишуваше 2020, а уствари 2021 беше. 21, да, па така беше и за европското фудбал. Заради тоа што Па 2020 било заради тоа што И- тредмаркот бил 2020 и за тоа. олимписки исто. И олимписки. Олимписки требаше Сега 2020. сега ќе има олимписки Париз. Да, сега Леле, тоа ќе биде многу интересно со тимот. Сега морам извини, пак се враќаме на кошарка на НБА. Меѓутоа тука Да, Dream ти тимот тоа Америк. Тоа е двај чекам да го видам јас. Највише пратиш кошарка. Да, да, и тоа е затоа двај ти иде чекам. натака, Сакавме и ние да одиме, ама кога ги видовме картите, Па, ако тука не спонзорираат, можеби ќе одиме од 2028. картите, не знам картите. Не сум гледал цели. Многу, ич не ги не гледај. Ич не ги не гледај. Ама нели добро. пошто бев сега баш и се спрема градот цел фуле. Париз, со да. трибини со ова со она. И баш се осети таа некоја олимписка атмосфера. Мислам не до толку. Тек сега ќе се осеќа таа атмосфера, али тогаш исто За така олимписки имаше дали знаеш дека сме имале шанса ние да се паднеме како домаќини за па нели имаше светско кошарка, нели 2011 беше европското, па Добро. 2012 беше светското, Да, така. да. Па ние сме имале шанса да се За паднеме. олимписки? За олимписки 2012, да. Сакаше за тенис или за формула да? Па се едно пошто кажавме што Ајде за како тенис ракомет, кажи ти. што како Ти одбојка, си што за како фудбал, што како се. за Надал, така. Да, веќе спомнав, нели, Спомна, да. претходно. Да. Јас сум за Надал, сега Надал се враќа од повреда, баш сега го снимаме ова како нели сега веќе се приметува дека го снимаме втор ден видео. Не, истиот ден е. Не. Истиот да, уствари Значи, да, ние нели снимавме кај телепортација. мене, запаливме колата. Не запаливме кулата, телепортација. Абе имам ја нешто ми е измешано во главата тоа дека side effect се од телепортација кога ќе идеш од едно на друго место, вака. Небитно, сакам Не си свесен што се случува. Да, сакам да кажам денеска игра нели Надал. Македонија инвентира инвенција нова телепортација. Надал нели игра денеска. Да, денеска игра. Да, во 3:30. Да, Баш ајде ќе со гледам стрика нека е. пошто со Зверев. Со кој игра? Со Зверев. Не знам, не го знаеш, не Русин пропушти, некој? Не е русин, германец е, ама Како го презим рече? Александар Зверев.
Го знаат повеќето сигурно. Добро, јас да не прозборам од ќе испаднам Зверев, неук. да, личи како руско презиме. Меѓутоа не е. Не знам, мислам татко му нешто русин, Аха, мајка му аха. германка, така Так. нешто и затоа германец. Да не бегаме сега, тоа е веќе Да, сосема за тенис друга еве тема. кажи ти. Јас Денеска не ќе знам гледам- ништо. Мене, не знам, татко ми навиваше за Надал и од мало дете таму, За Надал. не знам која година и едноставно од кога почнав да гледам тенис, Надал и тоа јас на почеток не ни го знаев Џоковиќ почнав да дознавам кој е, што е од таму 2013. Тоа дека он не се Од кога пробил. почнав да разбирам за тенис, зашто Аха, а сакаш да кажеш дека ти не си знаел, он Не, меѓу време Џоковиќ е веќе скоро у исто време се Надал и со Надал, Џоковиќ. да. Надал ако се пробил 2006-та, така 2005-та, 2006-та, Џоковиќ се пробил 2006-та покасно или 2007 нешто така. Или не, Само ти не си дознал за тоа. јас сум бил премногу мал. Јас само Надал сум гледал и тоа е тоа. Така. Сега од таму веќе може да се каже од 2012 од олимписките натака веќе почнувам да разбирам кој играч со како Федерер, Џоковиќ, Надал, дека Така. се ривали сега, нели кој е најдобар сега. За Мислам мене дека најдобар е му Надал се сега. ближи пензија нели сега за На некој кого? време на На Надал. да, поради повредите, најверојатно годинава ќе се пензионира. Да, и ово му е последна шанса да Сега мене види криво ми е што не сум го гледал никогаш во живо, баш сакам. Можеби истата болка делиме. Јас сакам исто Леброн да го. Можеби- Прво Кобе сакав, меѓутоа многу премал бев. Можеби Истата болка. можеби ќе имам Да. шанса до година доколку продолжи, ама мислам дека оваа година нема да имам таа шанса да гледам. До Да, година ако да. продолжи можда, али не знам, не се знае, ни он самиот кажува дека не знае дали ќе оди во пензија или не. Да. Меѓутоа го мача цела кариера тие повреди. Тоа како тенисер. Сега Сам ми за, било кај друг за, спорт. за мене лично Надал е најдобар на сите времиња, но Џоковиќ самиот со играта, со трофеите, со сите тие статистики, јас ќе признам Џоковиќ е најдобар, да, ама за мене лично ако ме прашаш кој е најдобар, Надал. јас ќе кажам Надал. Така. Меѓутоа еве да не викаат еј види го и што збори ова, она врска нема, што како, признавам, ако ми кажеш Џоковиќ е најдобар, да, признавам. Статистички, да. До пред 1-2 години не признавам, бидејќи тука беа. Да. 21 има Grand Slam титули, едниот, другиот 20, па тука нешто се бркаа вака така. Тогаш не признавам. Надал и точка, ама сега веќе Надал паузираше скоро 2 години, Џоковиќ си искористи шанса да си оствои плюс 2-3 Grand Slam титули, плюс мастерси, плюс ова, плюс она. Тоа е тоа. Користам улични термини малце, Ако нема врска. ама тоа е тоа. Тоа е за автентичноста на подкастот, да, Да, не биде да. сега ко Многу се сериозни овие, многу се на професионални. 15 септември. И тука со машната со све. И ми кажа тука кекси, мекси, ајде да не Затоа сме со дресот. да не Барса. пречекуваме политики. Сакам да преминеме на На формула. формула и јас Формула. сакам тука да го отворам моветот со тоа што нас сега морам ова да го спомнам, Што нас? иако е можеби политички мотивирано Што? или За нели Формула 1 нели требаше да има формула стаза. Да. Ве гледам вас струмичани, вие сте криви за ова. Се шалим. Морам тука малце да Ау. прочепкам. Да, сега ќе кажат, немој си стапнал струмица. Оган, сега оган, више. брат, оган беше ова. Не. Добро, сега види. Шала? Јас немаше Шала е никад ова. да поверувам во тоа, Да, меѓутоа кој би поверувал? Никој. патот Кичево Охрид не можеме да го довршиме. Самиот човек што го кажа тоа знае дека не е реално, не знам зошто го кажа, ама ете тоа е тоа. Ама Можеби прочепка така е некоја како идеја ете. како промисли, како идеја, да. Мада што тоа би требало да биде на последно место, не би требало туку треба да биде Кој е затоа што последно ние имаме место? 15 други милиони Не треба проблеми. да влезе во главата тоа како идеја и како Па помисла. добро, не толку сурово, меѓутоа ете, А извини, Имаме кај други- би било Формула 1 вака стаза? Каде? па тоа јас Шо? сакам да те прашам каде. Тоа ми беше прашањето, затоа го отворив. Две аселни патишта имаме, овој новиот автопат што е кај Штип. На тој обиколница. Куманово. Толку бр, Обиколницата. то друго имаме. Леле, и низ град. Или ни Скопје едноставно да Не, возат, јас како што е мислам низ дека- Монако. Не, јас мислам да
со дупки што се по улици. Не ме зезај, брат. И за нека црвени знамија ќе имаме секој втор круг, мислам дека. Брат, нема, Леле. ќе почне трката и ќе заврши со црвено знаме. Нема ни практис да успеат да завршат. Не зафркавај. леле. Ама да, веќе кога збориме за формула, За вчера Монако, за вчера Мон- не знам дали гледаш. Монако, јас гледав заедно со, знаеш, со девојка ми. Со Шарл Андреа, еве, Леклер. рече да ја кажувам слободно, еве Да. со Андреа. Со Андреа. И се јас исто формула порано сум гледал, ке пуштиме нешто со татко ми. Татко ми има купено еднашка Не само Мерцедес за кола. баскет. Јас сум баскет само, да. За формула, ајде дека девојка ми е за Леклер, па ајде за Леклер, знаеш, да Мора ја малце. дружам. Мора малце. Меѓутоа така малце ме влечат и Макларен Форца Ферари. заради бојата, ми се свиѓа папаја бојата. А да, ама И вчера вчера беа во многу извонредна боја, е, жолтата боја. Да, ама тоа знаеш ли зашто беше? За Сена. Да. Знам дека беше Да. трибют. Меѓутоа, јас лично кога ги бирав тимовите како мал, еве кошарка, Лекарс ги одбрав заради тоа што се жолти. И гледам дека сега истото го правам, некако Макларен така ме влече бојата. Поготово вчера бојава жолта што беше. Вчера, да, и мене ми се свиеше што направија за Сена. Да, и што сакав да кажам за Монако. Јас се чудам просто како е тоа возможно. Нели Монако трката, односно трасата Што? е дел од градот, така? Да. Кога завршува формулата се пушта во употреба во сообраќајот, Да, така? да. Мене јас просто се чудам како возат нели формуливе 70 круга, Аха. ја искористуваат, го гребат асфалтот и после утре може да се пушти да оди пешак, точак, да нема никаков проблем. Ме разбираш што Види, кај смислот изборам? Тоа е прајно, брат, со тенови проверуване асфалтот цело Па, време. дали- обновуван. Ја мислам Го обновуваат секој пат, тоа се многу пари. сигурен сум во тоа да. Замисли сега ти Скопје. Тоа се многу пари, брат. Монако е тоа, не Па знам. добро, да, не ворет, не ги богаташи потцена е само. Монако. Меѓутоа, замисли сега формула у Скопје, па уште формула ти фали, па утре задутре уште 50 дупки ќе имаш на обиколницата. Абе, тоа е се како класичен бизнис, да го кажам. Да. Меѓутоа интересно е сега, така како да. помислав. Види, во другите држави што се одржува Формула 1 Гран При, си има посебни стази, пример Монца е како стаза е направена специјално за тоа. Да. И Хунгароring. само за тоа се користи за формула, може за други трки, MotoGP, не знам што. Да, таму. сигурно. Формула 2, Формула 3. Да, тоа секако. Сам да кажам, еве, во Италија таа стаза во исто и Мола што е другата стаза во Италија. Еве, не знам, Во Шпанија, Белгија стазата. Каталунија што е во Белгија, Спа, да. Спа. Во другите држави сам да ти кажам како 3-4 стази се кај што се вози во улиците. Сега најверојатно, мислам, не најверојатно, сигурно им се исплати да го прават тоа. Се вози на улици се вози, мислам, Сингапур, не знам кој друго, Монако и уште една-две стази максимум се вози вака низ улици. Така. Баш тие, сега Монако можеби вчера не беше толку интересна бидејќи нема претркување, нема ова, ама обично има драма некоја, како вчера црвеното знаме што беше. да, тоа беше. Обично има некоја таква драма кај што некој ќе малце ќе потчукне и одма црвено знаме, драми, стратегии, менење. Колку луѓе го гледаат подкастот што ја гледале целата трка? Не, види, Меѓутоа- во Монако немаш многу претркување и Знам, адреналин и такви работи. се гледа Во дека Монако не е е можно да во се... Монако е стратегија и ако се деси некоја драма. Да. Тоа е во Монако. Да. И добро, во Сингапур има место каде да Да. претркуваш, таму е малце пошироко. Меѓутоа и таму игра многу голема улога стратегија. Сегде игра улога стратегија. Црвеното сега знаме, не кажувам. црвеното знаме вчера сакав да кажам дека навистина потегот беше непотребен од Магнусен и Нормално. затоа што Не, така, за не знам, фркај. моје Мислеше- мислење. Мислеше од 20 ќе стигне 10 преку две Добро, кривини. види се случуваат спортски грешки. Не беше, јас мислам дека не беше тоа злонамерно во ниту еден Нема случај. шанса да беше. Меѓутоа, како да ти кажам, не знам, еве да не коментирам, не сум ја. Меѓутоа го видов тој со Андреј, бевме како добро. Браво. Браво, мајсторе, што да ти кажам. Легенда.
Мислам дека, добра, ајде да не коментирам, не сум експерт за Формула 1, меѓутоа тоа сакав да кажам Тоа е дека тоа, за вака- асфалтот мене добре, јас сум по нерд, така да се изразам, дека Добро сега. ме интересираат такви теми. Види, Сакав да ти кажам исто така за Hungaroring дека јас бев прв пат да, и беше, дека ти си дали си бил тоа сакав да те ја прашам. не сум бил, Не ама си бил до желба сега. ми е голема и сега мене не ми е нешто. Каде сакаш да одиш? Не ми е фасцинантно мене Hungaroring. Дека е Бидејќи- најефтино, не за друго. Не, добро, да, тоа Да. сваќам и пример сега ако немам друга шанса би отишол нормално на Hungaroring или на Да. Шпилберг на Австрија. Шпилберг е така поскапо малце. Па добро, ама сега да ти кажам како најблиски и едни од најефтините се тие две. Не е Шпилберг толку ефтино, тоа сакам да ти Да, ама кажам. дека е блиску. Затоа нема Па да добро, потршиш окей. толку многу за пат. Добро, да. Сега за нас, за Македонија збориме Да. конкретно. Јас би сакал да отидам, јас сакав да отидам додека е Фетел, затоа што за Фетел. Да. Ама сега тоа е тоа, не сум имал Не шанса. сме стигнале, Ама како и да е би сакал како ете така едно искуство како што гледам Формула исто одамна, гледам од овие сите спортови што ги конкретно што ги збориме, што ги дебатираме. Само одбојка можеби не пратам толку од одамна Да. или реален да бидам не ни пратам до толку еве сега Македонија, европско, она нешто ако погледам тоа. Да. Од овие другиве спортови што збориме фудбал нели највеќе, па фудбал, па мислам дека би рекол дека тенис гледам највеќе, па формула, кошарка некако како тука ракомет и кошарка како измеѓу четврто, пето место. Така. Нешто така. Најмалце гледам кошарка бидејќи НБА нели Дурбев средно гледав. Најмалце два, у три. кошарка, конкретно НБА најмалце гледаш или општо кошарка? Општо, најмалце гледаш? еве Евролига гледам само Final Four Аха. и тоа Барса, Добро, Барса види. доколку се квалификува. Јас исто така Евролига скоро и да не гледам. Значи воопшто не сум ни Да. хайлайтс не сум отворил. Во срце ми влегло НБА едноставно и за Америка само тоа ме интересира мене, ништо друго не ме интересира. Конкретно Освен види. сега да не влагам политики, пошто нели тоа студирам. Да. Морам сега тие работи да ги знам по струка. Меѓутоа тоа што сакам лично, што ме води пасијата е само кошарката. Конкретно што ти зборам ова како најмалце мислам дека гледам кошарка затоа што и светско го е, гледам само полуфинале и финале. Да. И европско исто За европско искрено полуфинале, финале за Евролига ми збориш или не за светско. А светско, аха, за А Евролига исто, само ако влезе Барселона, ако се квалификува Да. четвртфинале, полуфинале, финале, така. исто така гледам. И европско од која вака нели не се квалификуваме ние нашата држава, нели Македонија не влага у последни колку години. И затоа не ни гледам толку европско, можеби поише заради Дончич ќе пуштам нешто Словенија ова она. Да. Али исто искрен да бидам и европско многу малце. Така. НБА ти викам, гледав во средно многу, дека бев многу Бидејќи си средно. имал поише време. Сум имал повеќе време. И бидејќи И- тие се во 2-3 сатот. Во 2, во 3, во 4 играат во Тоа е. 4,5 некогаш. Добро, и- имаше моменти кога е во 9,5, во Добро, 9, да, ама тоа 7 е саат. една утакмица од 82 брат. Да. Така да, тоа ако ти се погоди, тоа ќе се погоди некоја сабота кај што ќе сакаш да излезеш. Која и да е утакмица, јас ја гледам. И да не е Лейкерс, пак ја гледам. Да, ама сакам да ти кажам кога и да се погоди пример да играат Далас, еве дека за Далас најдам. Да. Кога и да играат Далас во 9,5, јас се погодувам или да сум на некој роден ден или негде да сум договорен на за работа. излекување и како ќе ми текне буквално веќе сум излезен на кафе или на нешто Така. и ќе ми текне ќе ми стигне нели нотификација од резултати. Така. Еј Далас играат, не гледам, викам, тоа е тоа. Еве сега конкретно нели се во полуфинале, тоест во финале конференс. Да. Вкупно од цел плейоф имам гледано само една утакмица, тоа додека бев на екскурзија, гледавме Клиперс Далас која Да. игра. Имавте интернет, нели си купивте. Да, ама Толпат. сам да ти кажам од цел плейоф, од што толку е све работа, факултет, ова она. Една утакмица имам изгледано од цел плейоф, а пример во регулар сезон имам изгледано 10 на 15. Мгм. Додека играше нели регулар сезон, додека се бореа за пето, за шесто, за плейоф место. Така.
Сега пример доколку влезат во финале сигурно. Барем една-две ќе изгледам сигурно. Тоа сум сигурен бидејќи за Далас финале посебно. И јас ќе ве викнев. Тогаш кога беше Дирк Новицки, може не сум ни гледал се. Не памтам затоа што тоа време нели дава едно време на А1 или на МРТ, сега не памтам точно. Памтам дава Мајами која играше со Сан Антонио. Во 2 саца бајле? Или Не, имаше една Реприза? утакмица што беше во 9:30, во 10. Аха, добро, се поднала. Порано не знам дали памтиш исто така повеќе утакмици беа во 9:30, во 10. Беа, да. Сега е повеќе во 2, во 3, во 4, во 5. Добро, веројатно 4,5. тоа за нив. За нив е тоа попладни или навечер во 8 во 9? Ако е за нас 7 сат, кај нив е 4 сат, 3 сат попладне, ручек време. А ако е негде за нив 10 сат 11, за нас ќе му дојде 2-3. Не, види, ако почнува кај нив во 9 навечер, кај нас е тоа веќе 3-4 пополни. Да. 2, 3, 4 така. Значи тие што се порано, за нас порано 7 сатот, за нив е 2 сатот, 3 сатот. Поентата на муабетот ми е кошарка, гледам поради тие причини најмалце. Затоа што Да. највише НБА ме интересира како тебе. Да. А Евролига ти викам само Барса ако играат нешто Final Four ова, она што во последни години игра едно финале го изгубија таму од кој беше, од Ефес ли, од Тел Авив, не знам од кој беше. Да. Затоа би рекол дека ракомет гледам малце поише од кошарка. Така. Сега веќе кога ги рангирам како на 4-то место. Тенис особено гледаш. Тенис после фудбал највише. Да. Ракомет исто. Фудбал да не збориме. Ракомет исто гледам, Лига шампиони, Final Four го гледам само. И тоа ако не игра Барселона, како што имало моменти, или Вардар како што играше, нели, едно 4-5 сезони. Не, 3-4 сезони играше во Final Four, нели? И два пати нели освоја. Ако не игра Вардар или Барселона, може би само финалето да го изгледам онака, или 5-10 минути да погледам од финалето, да видам кој ќе освои. Така. Тоа од ракомет, Final Four само од Лига шампиони и нели светските, европските, пошто Македонија цело време настапува и ми е интересно, гледам и со високи очекувања сме, пошто Македонија барем, еве да не кажувам, цело време иде во втора фаза, ама во 50-60% од надпреварувањата била во втора фаза. Сега последно во европско не успеавме да влеземе во втора фаза. Добро, тоа. Затоа што имавме на подобро. Имавме тешка група, што е реално, Германија и Франција. Тоа е, не тие моменти, тие се тие моменти на среќа. Да. Тие се. Тоа е тоа. И на трето нели формула гледам исто долго време од времето кога победуваше Фетел. Така. Тие титули сега, се тоа. Сакав исто да те прашам. Ајде прашам. Извини, ајде да искажи се. Па не, тоа дека второ место тенис највише и фудбал нормално највише цело време. Барселона, да. Цело добро Барса има и други утакмици. Да. Лига шампиони, Премиер лига, лигите општо вака интересно ми е да седнам да погледам, нели нормално ако имам слободно време. Ама Барса пример е сега поради работа, поради факс, последно време еве од 38 утакмици што се во лигата, можеби пола сум изгледал, ама тоа не е зашто ја не сум сакал да гледам, тоа е едноставно се погодило да сум на работа, се погодило да нешто обврски да имам ама тоа е тоа како што иде натака, како што сме повозрасни. Едноставно помалце слободно време ќе имаме и така. Што гледаш, што не гледаш, тоа е тоа. А тенис нормално, сите големи надпреварувања, посебно ако игра надал, гледам. Исто. Така. Сега финално прашање, мислам дека со ова би го завршиле и денешниот подкаст. Да, може. Како за крај, сакам да те прашам, сега веќе пак ќе се свртиме на Македонија. Зошто немаме формула возач? Зошто немаме тенисер наш? Зошто немаме... Ама нема големи успеси направено. Имаме тенисери кои што се пробиле или види Калин Ивановски е сега може ќе ме поправи еден мој другар. само да го довршам прашањето, значи тоа сакав тенисер, зошто немаме, исплана дека имаме, јас не сум знаел. Добро, ама не е некој тој кој знае како. Знам дека има тенисери играчи од нашата земја, меѓутоа кој колку се пробил, тоа не знам. Тајквандова, бокс, тоа, значи бокс има, да, тоа знам, ама еве нема тенис, нема формула, нема не да речеме туку
Еве, да ми текне. Што друго? Пинг-понг немаме, Добро сега. тие се такви одбојка некои имаме, спортови. добро, тоа го знам. Тие се некои такви Спортови во кои што еве немаме не се Македонец. толку познати. така. Македонец немаме во НБА, мене тоа ми е Имавме. добро на времето, Перандич. ама сега немаме пак. Имаме со државјанство македонско, меѓутоа турче по националност. И да, Го заборавив се искрено. Да, кај играше во кај Па не знам, моментално не знам каде да игра. Ама не каде играше? Играше во Не знам и дали уште во играм. Сан Антонио ли играше во кај играше во Лифорија? Нема сега во Сан Антонио. Не, ама сакам да ти кажам тој турчинот. Да, не знам, искрено. Не се пробил за да Знаа го за тоа кој знам. збориме. Знаа, Сигурно знам. знаа за кој збориме. Перо Антич беше, Добро Перо. Ненад Димитриевик, еве него Он сега спомнавме. игра Тој игра за руската лига. за Руска лига игра. Да, за Канзас. Не се играше во или Канзас се викаше тимот? Не знам, не сум Не пратам сум Руска прател лига. толку. Ама знам дека игра за руската лига. Тој проба да се драфне, исто како Перо што проба да се драфне кога започнуваше со кошарката. Перо беше негде 2000-та таму година, 2001, 2002. Мгм. Пробуваше да се драфне, испадна undrafted, не го зема никој. А Ненад Димитриевик пробал во 2020 и не успел, па затоа отишол во руската лига. Не играше он во Шпанија едно време. Играше во Кој во беше за- Евролига. Басконија или Сега точно не знам, меѓутоа сега знам дека е за руската лига. Добро сега. Меѓутоа јас би сакал лично, тоа зашто ти го поштав мобетот и еве ти ќе збориш за тоа, бидејќи ти повеќе знаеш. Зошто немаме македонец во тие спортови и што треба да се направи за да се постигне тоа? Види, у тенис имаме Карин Ивановски, е сега Кажа, зошто да. се нема толку пробиено. Главно ти е финанси. Добро, окей, тоа е Затоа број што- една причина, да. Во такви спортови, посебно тенис и формула, еве еден другар многу добро знае за формула, многу добро знае за кој зборам. Да. Он ми има кажувано и доколку Подкаст со да, него. доколку прифати да биде гостин, еве му една јавна покана. Так. Доколку прифати да биде гостин, он ќе кажува за овие работи и ќе кажува колку сум во право во ова сега што ќе го Беше зборам во или Монако. колку Во не, Монако да. беше има да ни раскажува Да, кога ќе има се да ви врати. раскажува, ама сакам да кажам, ќе кажува колку сум во право или не сум во право во овој муабет сега што го правиме. Меѓутоа со него го имам правено баш конкретно за формула зошто нема. Мгм. Сега јас можам да кажам за тенис за тие ствари. За тенис исто како во формула. Значи ти за да стигнеш до формула 3, Милиарда ти евра. треба да даваш пари. Ако не се таткото и мајка ти. Да. Значи Како на сите скоро, освен Затоа- знам за Хамилтон дека исклучок. Хамилтон нели се пробил сам. Така? не, има 2-3 исклучока, меѓутоа тие се 2-тројца у милиарди и милиарди. Так. Сакам да ти кажам, треба ти Ретки ептен луѓе. да ти се погоди или не знам, коцките да ти се не, Или не знам. или талент да имаш Сакам да ти кажам, талент тоа за да влезеш ти не во Формула 1, да влезеш во Формула 3, во 3. милиони, немаше Формула 4, 5? милиони, нема Формула 4, има Не? Формула Е. Е па тоа, нели Формула тоа прво е? Да, ама за да стигнеш ти до Формула Е, ти треба милиони. Да, претпоставувам. Многу пари се во прашање. Затоа и на него и него го имам прашано и му имам кажано како ти со таков талент, он многу добро знае, му имам кажано, сега ќе си рече види овој што збори. Али му имам кажано како он со таков талент не може да стигне да се, мислам, знаеш дека се надпреварува, моментално се надпреварува. Јас знам дека и он самиот знае дека е многу добар во тоа што го прави, Така. во картинг конкретно. Знае да вози, талент има, предовар Не има. возел против мене. Има, добро сега, против тебе. Ама шалев. сакам да ти кажам, има премногу време потрошено на тоа, премногу Да. финанси, премногу посветеност има дадено на тоа, тоа што го сакам тоа, како ја фудбалот што го сакав. Така. Уште го сакам, али не успеав. Значи, Тоа е тоа. накратко да Сакам да ти сумираме кажам, дека многу пари Премногу финансии треба Среќа за да успееш. и талент. Ете, он што ти викам, има премногу голем талент, го знае и самиот го знае тоа. Ова сега што го кажувам, му го имам и на него кажано лично и он самиот си го знае, немам што да зборам тука. Така.
За други вид спортови, еве, бадминтон, тенис, пинг-понг. Пример, сега да пинг-понг. Тенис ти викам, истото, скроз Истото истото со како формула, формула, да. како формула, не мора да е формула, автомото, спорт, мотоспорт. Значи, тоа Еве, сакам иđe. да кажеш да не сватат погрешно. Тие што се нови гледачите и што сакаат да разберат за што станува збор. Не збориме не финансии ти да купиш конуси, топки, реквизити, Не. туку пари за други работи, како на пример за легални работи, за инвестиција во тимовите, во општо во колата, за да успееш ти, веќе почнавме да Во збориме опрема. за картинг, за автомото, Значи за нешто што формула. ти е потребно, што не е поврзано со талентот. Тоа ми беше. Тоа. Што не е поврзано со Работи талентот кои и што со не зависат само од посветеноста. талентот. И со тоа. нема врска, не мора да значи талент и посветеност исто Па добре, така. еве човекот што го спомнавме е посветен и многу Добре, повеќе многу посветен, па повторно поради финансиите, нели? Сега не викаме дека он нема шанса, камоли па ние. Ние па ни не можеме ни да помислиме ја и ти на тоа. Разбираш? Добро, он сега се труди. Да. Знае што прави. Меѓутоа, еве се надеваме дека ќе дојде момент Ја му имам кажано него. да правиме бизнис, ајде да собереме пари и Па не, Одиме во- он има моментално еден проект. Сега да не му го кажувам тоа проектот, да сакав не јас му го да го издавам. кажам, затоа сакав да го Не знам пикнам, ти да дали разговараме дали Знам. знаеш. За машински факултет, Да, нели? знаеш. Сега За- да не откриваме да не- многу Мислам, ќе добро, видат. знаат одредени луѓе знаат зашто Абе, станува добро збор. одредени луѓе Меѓутоа, знаат, ама. да не збориме и ти сакам да го викнам чисто поради тоа за да збориме за тоа и Па бидејќи не, мене веќе- многу ме заинтересира. Веќе му спомнав, сега не знам дали ќе прифати, му спомнав. Здравје, да. Дали ќе дојде или нема да дојде, он ќе си каже. Да. Ама сакам да ти кажам, Ако дојде ќе го збориме тој ако проект дојде, дефинитивно. проектот ќе биде зборен, ќе биде дебатирано и ова моментално што го кажуваме дека ти требаат финансии за ова зона да Апсолутно, влезеш. да. Сакам да ти кажам, веќе кога ме праша ова конкретно да не одолго влекувам, да ти Да. давам конкретен И одговор. да привршуваме. Конкретно еве тенис и формула, не мора тоа пинг-понг натака што ми зборуваш Да. за други спортови, да не набројувам сега. Тенис, формула, значи треба ти да се изнадаваш пари. Еве пример, еве ќе ти кажам пак за Калин Ивановски. Има детето некој талент, сам се труди. Детето помале од нас. Па, мислам 20, 27 така Аха, нешто. така. Па добро, не е баш помал. Ќе ме поправи еден наш другар, он знае поише го прати конкретно него. Мгм. Јас немам многу гледано. Сега не знам точно кое место е на АТП листата, 300 и некој или 500 и некој или не знам. Така. Сакам да ти кажам и тоа е некој успех што стигнал до таму, до 300, до 400, до 500 место. Има освоено неколку трофеи вака што бил по турнири, не знам кои држави. Меѓутоа, за да стигне до моментот да биде топ 100 на АТП листата, сега не знам АТП листа дали знаеш што е. Па претпоставам дека е листа на АТП На листа ти е индекс како на тенисери. еве Џоковиќ е број 1 нели на АТП листата и така ги рангираат Кор според ранг. поени. Да. И јасно. сега он за да стигне на ти 100 да стигнеш треба да си да учествуваш. финанси, учествување во турнири, а самото тоа да Успеси, учествуваш во медали. турнири и да пари во пат прво ти треба за да стигнеш до тој турнир, да играш на тој турнир, све тоа се пари, финанси. Така, Еве, за тоа кажав, за тенисот, за формула. Веќе кажав, јасно. тоа е тоа. Затоа нема многу. Еве, за фудбал конкретно не ти треба до толку финанси. Ти треба и таму финанси нормално, нели? Ама некако Треба- формулата како Некако тие спортови, Бидејќи во формулата си сам, а во тимот сепак имаш и други играчи. тенисот се вика, зошто се вика белиот спорт? Викаат белиот спорт. Не знам. Тенисот, да. На почеток тенисот Дека само белци учествувале? не бе, што збориш? Не. Си нормален. Нема врска. Не знам, прашам, Види, све е можно од кај да Не. Па зошто е не. белиот? Белиот спорт е Cancel тоа, брат. белиот спорт е таму 1900, не знам, 1890-тите така нешто. Само да ти кажам тоа време негде пред да почне професионално со надпреварување со све тоа.
го играле како попрестижните, побогатите луѓе. Епа так спаса навраќаме на тоа дека за дека бели релаксација, за да така да помине време. да помине време да изиграат надпревар и тоа е тоа. На почеток така се играло и после почнало да се вложуваат пари во турнири, во да се Така. гледа, да се пренесува на телевизија ово, не за да дојде моментот денеска. Денеска е веќе Престижен спорт. денеска е веќе работа, професионален Да, спорт, да. работа е веќе. А почнало како ајде да изиграм една утакмица. Едноставно правила некои си самите си направили и тоа е тоа. И Така. затоа ти викам, затоа е белиот спорт. Го играле само одредени луѓе. Јас- Повисока класа. И јас мислам дека тука веќе да привршуваме. Ова беше Привршуваме, тоа е краткиот една и конкретниот одговор. одговор. Тенис и формула, конкретно финансии ти требаат премногу, а баскет, фудбал, еве ракомет, тие некои потимски спортови, не ти треба многу, едноставно ти треба многу талент и посветеност. и посветеност, така. Ви благодарам многу што ја гледавте и оваа епизода, втора Фала, да. епизода на Каков мобет. Климе се Се измори, изназборев, се да. изназборе, јас тука се изнакјутев, Затоа он минатата епизода јас прва зборев поише. епизода, Не, и он- ти збореше. Добро, и јас зборував, Така. ама сакам да кажам, така некако беа поделени темите, првата епизода он да зборува повеќе, вторава јас Да. и тоа е тоа. Така. Ви благодарам уште еднаш што го гледавте и ова издание на Каков мобет. Се надам дека ќе стиснете лайк, subscribe. Одиме кон 100 сабскрајбери. Да. Ајде да поставиме некоја цел. 100 сабскрајбери, 100 сабскрајбери. нема да кажеме временски период, меѓутоа Ќе 100 стигнеме, кај да, сабскрајбери. ќе стигнеме. Не се брзаме нигде. Не се брзаме, апсолутно. И се надам дека ќе не држите и во наредното издание. Се гледаме. Лайк, шер, сабскрајб. Тоа е тоа, многу просто кажам. Поздрав.